Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути, преку нашиот видеоизбор, ви го презентираме и светот на Македонија. Откривањето злоупотреби во јавноста преку така наречени свиркачи понекогаш е единствениот ефективен пат за да им се стави крај на кршењето на човековите права и ги спречуваат другите да го прават тоа. Ова е мислењето на експертите предводени од Human Rights Watch кои се залагаат за нивна законска заштита. Владите и меѓународните институции би требало да прават повеќе за да ги заштитат така наречените свиркачи и извори на доверливи податоци. Тие би требало да ги прифатат препораките во новиот експертски извештај на Обединетите нации. Со ваков став деновиве излезе Human Rights Watch. Дейвид Кей, специјалист на Обединетите нации за слобода на изразување и пристап до информации, го презентира неговиот преломен извештај на третиот комитет на Генералното собрание. Во него се наведува дека оние што ќе обелоденат важни факти се изложени на одмазда и јавно шиканирање на нивната личност. Откривањето тајни во јавноста понекогаш е единствениот ефективен пат за да им се стави крај на кршењето на човековите права и ги спречува другите да го прават тоа, вели Дина Покемпнер, советник во Human Rights Watch. Извештајот на Кей воведува добро етаблирани стандарди за човековите права за практиката што мнозинството влади повеќе го казнуваат отколку да го охрабрат. Оние што ги уриваат оградите за да пријават некаква злоупотреба честопати се стигматизирани, наместо да бидат заштитени во случаи кога нема друг начин да се алармира јавноста за тоа, наведува Кей. Во едно видео продуцирано од Human Rights Watch, свиркачите Едвард Сноуден и Кетрин Болковац наведуваат на какви се реакции најдувале во обидот да ги изложат проблемите како масовното следење или трговијата со луѓе во мировните мисии. Ако владите ги прифатат препораките од извештајот, свиркачите ќе почувствуваат големо леснување, вели Сноуден. Според извештајот, владите би требало поактивно да ги охрабруваат, бидејќи тоа е од јавен интерес. Откривме дека кога на свиркачите нема да им биде загарантирана заштита, тогаш информацијата не излегува во јавноста, вели Кей додавајки. Со тоа губиме вистинска и широка дебата меѓу владините службеници. Тоа пак значи дека не постои одговорност за некаква владина злоупотреба. Во извештајот се додава дека следењето и забраната на анонимност ја замрзнуваат волјата на изворите и свиркачите. Со овој проблем главно се соочуваат новинарите и адвокатите. И додека внатрешните канали може да бидат соодветен начин за нив да изразат својата загриженост, извештајот потенцира дека тие канали честопати не се доволни. Внатрешно водените процеси може да ги остават незаштитени од одмазда. Полицискиот тренер Болковац, која беше во Обединетите нации во Босна, откри секс трговија во која биле вклучени членови на полицијата на Обединетите нации пошто била отпуштена. Незината приказна беше тема на филмот Whistleblower. Протоколите постојат на хартија, посебно во Обединетите нации, но тие во реалноста не се спроведуваат или се сосема различни на теренот, вели таа наведувајќи дека постојат многу нивоа што спречуваат да се извести за некаква злоупотреба. Што се однесува до често употребуваните етикети за национална безбедност, во извештајот на Дейвид Ке се наведува дека тие не би требало да се употребуваат за покривање и за превенција од обелодонувањето информации што се од јавен интерес. Секогаш има опасност во дозволувањето на некоја влада и државна или друга организација да декларираат цела категорија на информации надвор од достапот на рацете на јавноста. Подкажувачите живеат под тешка стигма и се соочуваат со професионална одмазда, како и законски закани. Бев уназадувана во мојата кариера поради моето откривање информации, а тогаш на вистина почнуваш да се прашуваш што натаму со твојот живот, вели Болковац. Во извештајот силно се бара од државите да ја казнуваат одмаздата спрема свиркачите. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Експертите во Македонија го нагласуваат големото значење на така наречените свиркачи или пријавувачи во борбата против корупцијата, но и во обезбедувањето на одговорното владење. Затоа е неопходна нивна судска заштита, но како што наведуваат, останува прашањето на независноста на судството во земјата. Со законот за пријавувачи треба да се заштитат оние кои се охрабриле да пријават криминал на институциите или функционери. Како да ги заштитиме овие луѓе? И не само тие. Со оглед на тоа дека ние се залагаме да биде донесен закон за заштита на пријавувачи,
наместо да се направи само една мала козметичка интервенција во постоечкиот закон за спречување на корупцијата, што сметаме дека не беше доволно. Една од причините зашто сметаме дека е недоволно е затоа што тој закон се однесува само на функционерите. Значи, заштита на пријавувачите треба да се обезбеди пошироко. Не само во јавниот сектор, тоа треба да се однесува и во приватниот сектор, но исто така и да не се однесува само на највисокото ниво на државната власт, односно на функционерите. И затоа ние се залагаме за посебен закон, во кој што ќе бидат убаво утврдени сите термини, се за што зборуваме, што е пријавувач, што е надворешно пријавување, значи мора да се обезбеди пријавувачот да може да пријави внатре во самата институција каде што работи или од каде што добил, иако не во неговото работно место, од некој друг некаква информација, но ако за тоа не се создадени услови или ако не го добие соодветниот одговор да може да пријави надвор од таа институција, кон повеќе органи и институции, односно на повеќе места. Тука може да биде и антикорупцијска комисија, и народниот правобранител, но и јавното обвинителство, полицијата и медиумите секако. Значи, тоа се тие основни работи и ние досега во пракса имавме неколку пријавувачи, кои што сите без исклучок имаа некаква последица, а некој од нив покажа и на последици не само за нив, туку и за нивните најблиски, за нивните семејства. И токму тоа е што треба законот да го обезбеди. Какво е значењето на овие луѓе во спречување на криминал и корупција? Многу е големо значењето и во борбата против корупцијата и криминалот, затоа што се обезбедува сигурна патека да може да се пријави, но тоа исто така е многу значајно и заради обезбедување на одговорно владење и за обезбедување на отчет од страна на институциите. Значи, тие, знаеки дека некој може да пријави, ќе внимаваат во незаконитостите на однесувањето и очекуваме дека ќе го зголеми и одговорното владење, и одговорното однесување во рамки на секоја институција, па и во приватниот сектор. Колку Македонија може да ги заштити тие луѓе кои ќе пријавуваат криминал, бидејќи не е работата само да се донесе закон, туку и тој да се спроведува? Треба да се обезбеди судска заштита на пријавувачите од секакво лошо третирање поради нивниот статус на пријавувачи. Тие постапки во судската власт или во судството треба да бидат итни и да може да се префрли обврската на докажување на оној за кого се тврди дека предизвикал некакви негативни последици на пријавувачот. И во таа смисла таков тип на заштита може да се направи, да биде многу ефикасна и поготово ако се обезбедат и можните излезни решенија за пријавување надвор. И мислам дека тоа не е неможно, иако сме мала држава. Прашање е само на функционалноста и на независноста на судството, што се разбира кај нас се уште е проблем, но се надеваме дека со сите овие активности за промена системска и во судството и во владењето на правото, дека ќе се обезбеди ефикасност и во оваа заштита. И тоа беше се во овој видеоизбор, во кој ви го презентиравме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и наредната недела.